Нашиот став како влада и како Министерство за здравство ќе зборам, повеќе би сакале да вложиме уште нешто, наши пари, еднаш за следните 40-50 години да направиме Асолин клинички центар некаде во периферија. Нов клинички центар на ново место како Гринфилд инвестиција е парцијално решение и дека само такво решение нуди нов тип на здравствена услуга. Споеноста на клиниките, соработката, односно конзилијарната соработка меѓу клиниките би убрзала во третман на пациент. Да направиме клинички центар нов и регионални центрови кои ќе ги опскрбат другите пациенти од другите делови на локацијата на клиници за сега останува истата. 4 министри, 6 локации во игра и 6 фирми изведувачи. 7 изгубени години. Наместо нов клинички центар, власта на СДСМ и ДУИ ја остави Македонија во здравствен хаос, но и со обврска да плаќа пенали за она што требаше само да го спроведе. СДСМ и ДУИ дојдоа на власт со веќе почнат и подпишан проект за нов клинички од страна на ВМРО ДПМН со италијанска компанија на постојаната локација за околу 80 милиони евра. Но наместо да го изгради, власта побрза да го раскине договорот и да влезе во операција за изградба на целосно нов клинички центар на друга локација, кој би чинел половина милиарда евра. За сега од сите најави ветувања, резултатот е еден – 8,5 милиони евра, кои треба да се платат на италијанската компанија, зашто Венко Филипче го раскина договорот подпишан од неговиот претходник Никола Тодоров. Одговорност за ненаправеното и направеното нема. Го нема ниту клиничкиот центар, а секој министер дојде со нова идеја, тврдејќи дека е подобра од претходната. Многу министри и предизборни ветувања, физибилити студии, па дури и сечење црвени ленти. Но изградбата на нов клинички центар не е ниту на повидок. Капиталниот проект, кој што се најавува години наназад, останува само на хартија. Доаѓањето на власта на СДСМ и ДУИ донесе низа проекти и идеи за локациите на кои ќе треба да никне новиот клинички центар. Петровец, касарната Илинден, Бардовци и Ѓорче Петров, но и ден денес нема конечна одлука. Наместо нов клинички центар или барем физичко поврзување на клиниките во постојниот со топли ходници, граѓаните добија ветувања за административно спојување на универзитетските клиники. Ова беше ветено од Фатмир Меджити. Тоа значи дека пациентите се осудени да се лекуваат во стари болници и да лутаат низ здравствените лавиринти по дожд, снег и сонце. Но и ова остана ветено, неостварено. Клиниките останаа разделени и административно и физички, а изминативе години во нив не инвестирано, речи си ништо. Идејата за спојување на клиничкиот центар, но изградба на нов, ја поддржуваат докторите, но се песимисти дека тоа ќе се случи во скоро време. Идејата како идеја, мислам дека нема вработен во клиничкиот центар кој што не ја поддржува. Реално мислам дека веќе нема време, така што секако дека пред избори оваа работа нема да се заврши, меѓутоа апел и до една влада која и да биде, ако сакаме да имаме пристојно здравство, а тоа е терцијално средено здравство, мора да се тргне од клинички центар. И хаосот во уличките и на паркинзите околу врвниот македонски здравствен центар останува да го рефлектира безредието во македонскиот здравствен систем.